Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во електронската училница за македонски јазик. Јас сум Ери Крстевска, предмет е наставник по македонски јазик од Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Нашата денешна нова лекција е причински зависно сложени реченици. Треба да имате покрај вас една тетрадка и едно пенкало или молив за да запишете доколку нешто е потребно. Што ќе научиме на овој час? На овој час ние ќе научиме што се причински зависно сложени реченици, како да ги препознаеме, како да ги образуваме и како да ги употребуваме. Сега првен кусок ќе повториме. Всушност ние ќе повториме една поставка која веќе сме ја правеле на часовите, ќе направиме една синтаксичка анализа на речениците. Овде имате три примери. Голманот не даде гол поради повреда. Кире ми се налути заради тајната, од невнимание детето пада. Како ќе ја направите синтаксичката анализа на реченица? Значи, вие треба да го пронајдете секој член на реченица, а тоа се подметот, природот и предметот, и второстепените реченични членови, приложките определби, атрибути, апозиција ако ги има, така што соодветно ќе ги обележите. Прирокот со 2 линии, подметот со 1 линија, предметот со 3 линии. Другите реченични членови забележете ги, обележете ги како што мислите дека соодветно може тоа да го направите. Доколку вие ја направивте вашата вежба, вашиот точен одговор треба да изгледа вака. Прво го бараме нели прирокот, па тој во првата реченица ќе биде не даде, подметот ќе биде голманот, гол ќе биде предмет, поради повреда ќе биде приложка определба. Во втората реченица прирокот ќе биде се налути, кире ќе биде подмет, предмет ќе биде ми, заради тајната ќе биде приложка определба. Во третата реченица падна е прирокот, детето е подметот, од невнимание е приложка определба. Јас сега ќе ве замолам вие да размислите и да определите овие приложки определби кои што овде се напишани со задебелени букви, почињата се напишани со фолдирани букви, да објасните за каква приложка определба станува збор. Односно, какви околности објаснуваат тие во кои што се врши глаголското дејство. Поради повреда, заради тајната, од невнимание. Така е, тоа се приложки определби за причина. Сега следниот чекор е образуваме сложени реченици. Кој е условот реченицата да е сложена? Така е, да има два или повеќе прироци. Еве ги повторно на нашата електронска табла претходните примери кои што ги имавме кога ја правевме синтаксичката анализа. Гледаме дека повторно приложките определби се определени, односно се означени со фолдирани букви и сега ние што треба да направиме? За да направиме сложена реченица, овие приложки определби треба да ги представиме со прирок, односно да направиме од нив прости реченици. Ајде, обидете се да го направите тоа. Доколку веќе тоа го направивте, вашите точни одговори треба да изгледаат вака. Голманот не даде гол поради тоа што беше повреден. Кире ми се налути затоа што открив тајната. Зашто не внимаваше, детето пада. Сега јасно гледаме дека обележени се по два глаголи, речениците се веќе сложени. Тие сложени реченици беа причински зависно сложени реченици и во причински зависно сложени реченици зависната дел реченица игра улога на приложка определба за причина во однос на дејството во главната дел реченица. Да, тогаш во тој случај
Дефиницијата за причински реченици би гласела вака. Причински зависно сложени реченици се оние во кои зависната реченица ја кажува причината за одбивање на дејството во главната реченица. Може да го запишете во вашата тетрадка. Како и другите видови зависно сложени реченици, тие имаат свои сврзувачки средства. Во овој случај тоа се затоа што, зашто, бидејќи, поради тоа што, заради тоа што. Правопис. Јас сега нема да го коментирам правописното правило, бидејќи веќе го кажавме во претходните лекции, во претходниот начин на предходните видови зависно сложени реченици. Туку од вас ке побарам вие да напишете 3 причински зависно сложени реченици и при тоа преку тие примери да покажете како треба да се примени правописното правило за пишување зависно сложени реченици. Доколку тоа го направивте, јас ке ви дадам еден пример како би изгледало тоа. Не ми зборува зашто ми се наľути. Овде имаме нормален ред на реченица. Прво е главната реченица, а потоа зависната реченица. Тука не пишуваме запирка. Освен во случај кога имаме повеќе зависни реченици, па треба некоја петната реченица да се оддели со запирка. Во вториот случај, бидејќи сме другари, Марко ја подели со мене неговата тајна, имаме реченична инверзија. Зависната реченица е прва, главната е втора, тогаш задолжително пишуваме запирка. Ако ова сте го направиле, тогаш сте во право, ако знаете правилото како се пишуваат зависно сложените реченици. Внимавај. Што треба да внимаваме всушност ние во овие реченици? Често пати грешиме со зборчињата зошто и изборчето зашто. Зошто е тоа така? Ние не треба да го употребуваме зборчето зошто како сврзник во овие видови реченици, затоа што тоа е прашален збор, додека зборчето зашто е вистинскиот сврзник за правење на причинска реченица. Затоа нема да употребувате зошто, туку ќе употребувате зашто. Сега одиме на вежби, да видиме дали ова што досега го зборувавме можеме да го примениме, односно да го употребиме како некое знаење да продолжиме понатаму. Првата вежба вели: напиши причински реченици со сврзниците заради тоа што и зашто, а потоа стави ги во инверзија, прочитувајќи го правописното правило. А втората вежба вели: напиши кус текст. Тоа нека бидат неколку 3-4 реченици за илустрацијата која што ја гледате овде. Овде гледаме повеќе видови овошје. Обидете се да напишете неколку причински реченици како кус текст. Доколку тоа сте го одговориле, вашиот можен одговор може да изгледа вака. Летото за мене е најубаво заради тоа што одам на плажа. Сега ставаме во реченична инверзија и ќе гласи вака: заради тоа што одам на плажа, летото за мене е најубаво. Втората реченица: добив пофалница зашто имав најдобро изработена макета. Сега ја читаме реченичната инверзија. Затоа што имав најдобро изработена макета, добив пофалница. Одиме со решението на втората задача. Вели: овошјето е многу здраво, зашто има многу витамини. Бидејќи јас најмногу сакам јаболка, посадивме и во нашиот двор. Имаме 3 вида, поради тоа што сите сакаме различни сорти. Заради тоа што треба да растам и да се развивам, мајка ми купува секој ден различно овошје. Еве една можен одговор на вашата задача.
Што научивме на овој час? На овој час, ако одговорите точно на овие поставени 4 констатации, значи дека вие сте усвоиле денешната наставна единица, односно денешните знаења. Вели, препознавам причинска реченица, можам да дефинирам причинска реченица, знам со кои сврници се образуваат, знам да образувам ваков тип реченици и да ги користам во пишување состав. Ако одговорите на повеќе од овие 5 одговори точно, значи дека денешната лекција успешно сте ја научили. Доколку некаде не сте сигурни или пак воопшто не сте го научиле тоа, ќе се вратите назад и повторно ќе ги разгледате примерите и правилата кои што беа поставени во претходните слайдови. Домашни активности. Имате 2 задачи за домашни активности. Следниве приложки определби заменени со причински реченици. Авионот не слета поради наглата. Заради заменувањето, праша во колку часот ќе одат. И втората задача вели: напиши по 3 причински, исказни и временски реченици. Во нив подлечи членовите на реченицата, направи синтактичка анализа. Ученици, доколку ова денеска се е јасно и доколку вие успешно ги извршите вашите домашни задачи, значи ќе постигнете добар успех. Понатаму треба да повторувате да учите, бидејќи сигурно после ова ќе следува проверка на вашите знаења. Ви благодарам многу. Се гледаме во некоја наредна прилика.